Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек на Сител 3 телевизија. Вечерва имам чест и задоволство да го поздравам во студиото Владо Бучковски. Господине Бучковски, добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. Драго ми е што сум ваш гостин. Не е ова прва наша средба, мислам дека овдека сте најмалку по трет пат гостин во емисијата. Имаме доста пат додека сте на Сител 3 телевизија. Да, Бев предходно во Скајп, на нашата, во сега и овде. Со вас секогаш биле интересни, еднаш дојдовте како премиер, еднаш дојдовте како обичен граѓанин, разговаравме околу... Пратеник тогаш. Пратеник, така. Да. И сега дојдете во една сосема поинаква улога. Интересно е она што во политика во моментот во Македонија како да се создава заради падот на популарноста и пречестите губења на изборите во СДСМ се создава еден вакуум. Како што наслутив и онака како што ве поканив за договор, имате некои интересни идеи кои можете да им ги предложите на гледачите и проекти во кои сте лично ангажиран, но претходно ме интересира вие сте член на СДСМ, не знам, се обидов да се сетам од која година, ќе ми простите, ќе ме подсетите. Добро. Вие бевте премиер на Република Македонија од СДСМ, но вие не сте повеќе член на СДСМ. Вие сте исклучени од партијата, што ако пак се обидам да се сетам да направам компаративно, е без преседан. Се случило премиер да се исклучи само од партијата, да се тргне, но да биде исклучен од партијата, до сега мислам, не знам, немам таков пример компаративно нешто да споредам. Добро, се случуваат и во други држави, да речеме на политичката сцена во Хрватска, поранешниот премиер Јадранка Косор, заради критиките кои ги имаше кон својата матична партија, исто така во една сосема друга процедура, каде што заседаваше и партискиот суд на честа и каде што се водеше една поширока дебата во јавноста, беше исклучена. Но спецификите на мојот случај се во тоа што искрено во периодот ме прашавте од кога, значи од формирањето на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија уште во времето кога беше СКМ ПДП по трансформацијата на поранешниот СКМ, јас сум дел од оваа Социјалдемократска партија. А активно од 1997 година, кога станав член на Централниот одбор. Значи, во 1999-та станувам подпредседател на партијата, во 2004-та во декември председател на партијата. Се до онај конгрес на кој се гласаше доверба, тоа беше октомври 2006-та. Значи, моето исклучување во партијата, која се случи сега, не говори добро пред се за СДСМ и за демократијата, која требаше да биде одлика на една од партиите која даде белег на плурализмот во изминатите 22 години. Но не би сакал, ние се договаравме, не би сакал многу да говорам за СДСМ ако не морам. Мислам дека сето она што се случуваше тогаш само навести до каков катастрофален пораз ќе дојде СДСМ. Значи, ако не можеш во самата партија да чуеш поинакво мислење, ако не може да истолерираш критики, тоа беше добронамерна критика, не беше критизерство. Јас и предвидев многу работи што се случија, но за жал во тој момент веројатно се сакаше преку моето исклучување да се испрати порака кон сите други кои веројатно мислеа поинаку, околу сите оние настани кои следеа потоа и околу начинот на кој беше промовиран отпорот, долгото издржување на тезата дека мора да се бойкотираат изборите и во такви околности веројатно мојот пример требаше да биде опомена за сите други да замолчат и да не се спротивставуваат на очигледно погрешните политики. Но очигледно ниту успеа, тоа што вие го говоревте испадна точно, бидејќи не е мала работа, сепак знаете, ја колку да ви дадам не ми е драго што бе во право.
Инаку се согласувам, не може да побегнеме од таа тема, ќе говориме веројатно во текот на емисијата, но Сами ќе се наметнат темите. Па ќе се наметнат. Реално состојбите во СДСМ имаат одрази на состојбите воопшто во нашата држава. Јас тврдам, не е тоа само по дефиниција колку е посилна опозицијата, толку ќе биде поодговорна власта. Тоа во нашиот случај се покажува дека е сериозен проблем за нашето општество, за нашата држава, ова криза која веќе 7 година го тресе Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Дали пред клучното прашање, дали сметате дека тврдоглавоста на еден човек е вината во целова работа, неговата нефлексибилност да одвои суетата, добро, тоа се мои, не сакам да ви ставам зборови во уст, суетата, тврдоглавоста, бандоглавоста, инсистирањето на еден начин и нефлексибилноста на еден човек, поточно на лидерот на СДСМ, го доведе до ова? Или едноставно самиот цел СДСМ има проблем со собственото функционирање? Знаете, знам дека е неблагодарно, но сепак сте човек кој... Илковски комплексен е проблемот. Јас за тоа отворено и пишував и говорев и сега ќе повторам дел од тезите. Значи, според мојата проценка, погрешен беше потегот што го направи Црвенковски во 2004-та, кога си замина од чело на СДС. Значи, без никакви подготовки. Значи, во еден момент исклучително тежок за Република Македонија по трагичната смрт на председателот Трајковски, на почеток беше владата. После 16 месеци од функционирањето на владата, која на изборите во 2002-та доби 500.000 гласови, тој го напушти тимот кој го предводеше. Без сериозно добра причина. Значи, очигледно јас потоа сватив дека кај него веројатно и немаше предизвик да ја води таа влада од 2002-та до 2006-та, гледајќи со какви се проблеми ќе се соочи тој владин кабинет. Значи, прво беше исклучително тешко да се направи влада по кризата во 2001 со поранешните терористи, кои се трансформира во политичка организација која се уште не беше политичка партија. Тоа беше еден тежок период кога со ДУИ да се прави коалиција, веројатно имаше сериозен одраз и на поддршката што ја имаше СДС. И веројатно таа коалиција имаше одрази кои се виде на председателските избори, каде што имаше пат од 150.000 гласови помалку на контото на СДС. Но не само тоа. Значи, беше јасно и на Црвенковски му беше јасно дека доаѓа веројатно најтешкиот дел од реализацијата или имплементацијата на Охридскиот рамковен договор покрај амнестијата. Значи, амнестијата создаваше сериозни проблеми, но вториот врел, костен, беше територијалната организација. И тоа е вториот клучен момент кој доведе до тоа... Нешто што падна на вашите плеќи. Падна на колективното председателство на СДСМ. Најтрагично беше тоа што тој си замина, СДСМ беше неподготвен и ние ја дочекавме, значи, таа тешка етапа со колективно председателство. Со СДСМ председававме подпредседателите јас, Илинка Митрова и Радмила Шекеринска, а премиер беше Хари Костов. И сето тоа имаше одраз. Јавноста не беше подготвена, се создаде едно силно движење, значи тоа беше еден граѓански отпор и граѓанско движење против начинот на кој се водеа разговорите и како се случи територијалната организација. Во крајен случај тоа предизвика... Кулминацијата беше во струга, но кулминацијата беше со организирање референдум, каде што се доби сериозна поддршка од граѓаните на Република Македонија. Мислам дека тие освоени тогаш над 400.000 гласови многу вешто ВМРО ДПМН и ги одржуваше, затоа што тоа беше еден класичен пример како опозицијата може да
тргне напред. Значи ВМРО ДПМН... Знаете што ми е поентата кога го спомнавте ова? Гледам бидејќи во претходните две гостувања вие доста аналитички и доста детално ги опишувавте овие работи и овие состојби кои беа, но гледам после временска дистанца мене ми беше дегутантно повторно да се навраќам јас сега на територијалната поделба, вие која бевте премиер, затоа што веќе и го елабориравте и кај мене во емисија, но ми беше, просто мене ме зачудува како оние опашки од минатото толку лесно знаат да се закачат. Мене ми е просто неверојатно дека кој знае кои све и какви, јас стварно навистина многу наивно гледам во целова работа на една многу рамна линија. Како лесно и натаму ви ги лепат тие етикети. Вие сте виновни за територијалната поделба, вие сте виновни за струга, вие сте виновни за X работи, ви се изналепија, не баре сите гревови на СДСМ паднаа на ваши плеќи. Тоа беше и делото на негативна кампања која во изминатите 2 години ја водеше СДСМ, стимулиран очигледно од Црвенковски, затоа што јас во овие 15 години, колку што активно сум присутен на политичката сцена, не паметам периоди кога сум бил во толку остра конфронтација со ВМРО ДПМН. Јас доживеав од мојата матична партија, за која мислам дека и за нејзиниот успех во 2002 и за сето она што го направивме во периодот од 2002 до 2006 имам сериозно голема заслуга. Не можам да кажам дека заради председателот на владата во 2005-та го постигнавме најголемиот успех и станавме земја кандидат за членство во Европската унија, но јас знам дека имам сериозно голем удел во сето тоа. Јас знам дека во тие моменти, да речеме, Република Македонија беше лидер во регионот и беше исклучително респектирана и заради тоа во октомври 2005-та како признание за се што прави во регионот бев и во посета на Соединетите Американски држави, бев во Белата куќа во Вашингтон на покана на тогашниот председател Буш, што е невообичаено. Да речеме, рангот на премиерите под председателот на Американската држава. Јас бев примен од Буш заради сериозно добро завршената работа не само во Македонија и во регионот. Тогаш велеа, ние дисеминираме или шириме позитивна енергија. Градиме мултиетничко, мултиконфесионално и мултикултурно општество, што многу тешко се гради во многу поразвиени држави од Македонија. Ние гледаме дека тоа е рак рана и на една Франција, ако сакат, и на Германија. Значи, ние со обидов ми направивме чудо. Јас затоа жалам кога ќе видам дека во меѓувреме заради блокадите од Грција ние заостанавме на тој евроатлантски пат. Ние во 2005-та ја водевме јадранската група на патот кон НАТО. Ние бевме лидери во реформите и бевме неколку чекори пред Хрватска. Јас се сеќавам дека тогаш доаѓаа хрватите да преземат дел од моделите кои веќе функционира во нашето Министерство за одбрана или што ги правеше македонската влада. Да не говориме за тоа дека во 2005-та хрватите стана држава членка со статус кандидат, неколку месеци понив и Македонија. Каде се сега тие, каде сме ние? Но се гледа дека ој е наш трнлив пат во кој во изминатите години се направија веројатно сериозни грешки, но дефинитивно јас единствено што жалам, затоа што променливоста на власт е добро за демократијата воопшто. Јас единствено жалам што таа атмосфера која беше создадена во 2006-та не ја крунисавме со чекор напред. Тоа е да ги почнеме преговорите за полноправно членство во Европската унија, затоа што се што бара од нас, ако се сеќавате тогаш во 2006-та, да направиме чисти, фер, демократски избори според европски стандард. Затоа што, да подсета, во 2005-та на локалните избори во неколку општини во Западна Македонија имаше сериозни проблеми. И се сеќавам тогаш на критиките, велат, додека вие не покажете капацитет на целата територија на Република Македонија да организират избори
избори како во, да речеме, 2600 гласачки места, 300 се проблематични, не очекувајте дека ќе одите напред. Ние во 2006 реално направивме, кога гледаме се да речеме во Бугарија, што се случува членка на Европската унија, па ние не Шведска, Финска, ние реално имавме тогаш скандинавски избори. Штета е што потоа 2008 од 2000 тогаш почнаа компликациите по промената на власта, веројатно сега кога правиме анализа можеби многу пообјективно. Немаше добра причина зошто на крајот од 2006 не добивме датум за почеток на преговорите, освен тоа што Дуи не влезе во власта и се создаде атмосфера и тоа скапо го чинеше, да речеме, Груевски ги изгуби тие први 2 години околу натегањето дали победникот на изборите може да прави влада, да прави коалиција со кого сака, или се воспостави веќе од 2008-та нов принцип дека всуштност имаме паралелни избори, дека победникот во македонскиот електорат ќе прави коалиција со партијата која во албанскиот електорат има освоена најголем број на гласови, и тоа доведе до една сериозна политичка криза. Ние сега може да тврдиме дека функционираат вака или онака ВМРО ДПМН и Дуи во последните 5 години, но тоа не е здраво за демократијата. Ние затоа треба уште многу повеќе да работиме. Ја затоа во вториот дел веројатно ќе разговараме. Ова е една од причините зошто јас лично сметам, а гледам дека имам многу приврзаници кон идејата дека мора да го вратиме граѓанскиот карактер на нашата држава. Дека овие етнички поделби, функционирањето по етнички клуч, веќе не носат на Македонија просперитет и развој. Туку напротив, ја враќаат назад. Јас тврдам дека и 2001-та не мораше да се случи. Морам да ве потпрашам. Но тука ова кога велите дека е по етнички клуч работите се делат во враќање на граѓанскиот, ама тоа значи сериозен удар, бидејќи кај нас концептот што се развива се е под капата на рамковни вработувања, рамковна влада, рамковни министерства, и тој граѓански концепт се губи во многу аспекти. Едноставно доаѓаат луѓе затоа што по клуч треба да доаѓаат, како што не знам, 6 републики во ексију мораше по клуч и така натаму, а не граѓански концепт, што предпоставувам дека би требало да значи способни, кадарни луѓе, прави луѓе на прави места. Чиста работа. И напуштање конечно Илковски на начинот на кој функционираат нашите политички партии. Значи ние преку политичкото организирање уште повеќе го продлабочуваме јазот меѓу македонците, албанците и другите етнички заедници. Значи ние немаме кај нас левица, десница и центарот да се обединат околу идеологијата граѓаните, туку гледаме имаме македонска левица, албанска левица. Македонска десница, албанска десница. И имаме сега, ние всушност имаме коалиција каде што левичарите од Дуи, кои не кријат, нивната идеологија е марксистичко-ленинистичка, се во коалиција со конзервативците од ВМРО ДПМН, не заради тоа што сте блиски по идеологија, туку заради тоа што едните победиле кај македонскиот електорат, другите кај албанскиот. Јас уште во 2006-та не успеав, тогаш сакав да променам од таа позиција како лидер на СДСМ и му понудив тогаш на Ахмети. Велам, ајде, помина 5 години од кризата во 2001, да покажеме дека можеме поинаку да функционираме. Да направиме ние коалиција со вас, блиски сме и по идеологија заедно функциониравме, нека направи ВМРО ДПМН со ДПА, тогаш беше ДПА нивниот партнер и така испадна, па да видиме која коалиција ќе освои најголем број на гласови, тие нека имаат мандат да формираат владата. Тоа не беше прифатено, тоа му се врати како бумеранг на Ахмети, затоа што во 2006-та беше направена таа коалиција, во центарот единствено ќе останеше НСДП на Петковски, кој тогаш ја создаде партијата и сосема поинаку ќе изгледаше и крајниот резултат. Но не и се. Сето тоа што се случува и на последните, ако сакате, локални избори и претходно, ми дава мене за право повторно да се обидеме. Значи, група на афирмирани
луѓе, не се само ентузијасти кои сакаат да се обидат да влезат во една невозможна мисија, туку сериозно афирмирани граѓани на нашата држава. Намерно говорам, не говорам со македонци, граѓани на нашата држава, кои ќе се обидат, обединувајќи се во оваа граѓанска алијанса, да направат еден позитивен исчекор и новој план. Јас тврдам. Зошто? Зошто тоа го правите? Дали во моментов се чувствува едноставно, бидејќи во политиката нема празен простор. Има една реченица која вели нема празен простор. Без секого се може. Тука да не си прават бајрам на умот ни СДСМ, ни ВМРО, ни ДУИ, никој. Ако некој еднаш бойкотира, некој тоа место ќе го заземе. Празни места во парламент, на локални избори не остануваат. Некој ќе биде заокружен. Така, тука нема бегање. И сега, кога во момент сериозно има пад на популарноста кај СДСМ од многу причини кои можеме до бесконечности, тоа е во моментов работа која СДСМ и треба да ја реши, и интересно е секако и за анализа, но дали сметате дека ова ваше делување кое го најавувате е токму тоа, токму овој момент? Го чекавте ли овој момент? Дали чекавте повторно да се случат некои промени па да се вратите во СДСМ или имаше дури и најави да биде некакво граѓанско движење? Сега колку што успеам да ве разберам, вие сега тоа ќе го дообјасните убаво, работите идат кон создавање на некое ново што? Партија или? Значи, иницијативата, граѓанска иницијативата, која ќе биде промовирана во средината на јуни, ќе биде, според мене, одговор на состојбите во нашето општество. Значи, мотивот е, говоревме за етничката поделеност и за сето она што создава сериозен проблем за демократскиот развој на Република Македонија. Значи, етнички сме поделени, од друга страна, партиски толку се поделија пред се македонците, што се согласува. Оваа состојба на среден рок ќе го уништи ткивото на сето она што потенцијално беше креативно и слободоумно во оваа наша држава. Јас сум разбирал, многу се согласувам со вас затоа што имало ривалитет СДСМ и ВМРО, ама вака закрвено никогаш не било. Ова Илковски сега прерасна во таква омраза и пизма, што прашање на ден, ако продолжи вака, кога ќе дојде и до физички пресметки и до физичко уништување на не ривалот, туку на непријателот. Значи, ова непријателство сакаме да прекине. Со свој пример, значи, сериозна група на луѓе, јас неколку пати споменував, сега ќе споменам уште еднаш, за да вашите гледачи имаат представа за идејата. Значи, иницијатори се Минчо Јорданов, јас Владо Бучковски и Љупчо Зиков, кои во изминатите 3 месеци интензивно разговараме со илјадници луѓе, граѓани на Република Македонија. Ме опоменува тука Јорданов да споменувам. Не граѓани само од градовите, буквално и селаните кои живеат по селата се граѓани на Република Македонија. Со сите на тема дали е дојдено време со една општествена акција, со една сериозна иницијатива, каде што ќе се придружат граѓаните, да се обидеме да ја помириме Македонија, да се обидеме на политичката сцена, да настапиме со серија на конкурентни идеи, решенија и проекти со кои ќе конкурираме на власта, каде што ќе покажеме дека власта може да се коригира и власта да биде многу поодговорна и без постојано да доминира говорот на омраза и на дневна основа да говориме дека од другата страна имаме режим или наследник на Милошевиќ, на Гадафи или не знам на кој друг диктатор. Тоа се покажа и веројатно тоа ќе извлече поука сега и СДСМ и целата опозиција е погрешно. Во Македонија, во
овие кои останавме тука да живееме, затоа што ќе говорам во оваа емисија из она што најмногу ме загрижува, за екзодусот на македонците, на албанците, на нашите граѓани кои се случува во последните неколку години. Зборете го. Зошто вие белата чума, 230.000 луѓе да заминат Македонија, па ние самите ќе се уништиме. Ама не е само заминување, господине Бучковски. Деца не се раѓаат, школи се затварат не заради заминати, едноставно нема една од темите. Бела смрт. Една од темите ќе сметаме дека е круцијална ако сакаме Македонија да ја изградиме како држава во која ќе создадеме можности да се вратат оние кои беа принудени да заминат. Значи, овие кои заминуваат не само од Источна Македонија, па вие гледате одзивот на изборите покажува дека поголем е тој екзодус под наводници или тоа заминување од родното огниште кај нашите сограѓани албанци. Па испразнета е Западна Македонија. Ако се погледа, да речеме, Бебар, Кичево, Гостивар, одзивот на гласачите е далеку помал отколку Пред да ја почнеме емисијата, веќе излегува со бројки дека албанците се веќе под 20%, што е од рамковниот договор. Тоа може би од друга тема направено, но факт е дека многу од албанците се иселени. Откако визната либерализација е воведена, албанците се многумина напуштени. Не само албанците, ние гледаме и македонците од Источна Македонија. Затоа предизвикот на оваа граѓанска алијанса која ја формираме. Значи, ние сме сега во фаза на формирање и од ден на ден се зголемува бројот на поддржувачи, но и луѓе кои веќе работат серија проекти, ки има пред се за цел да ја помири Македонија. Како ќе помириме? Да говориме за позитивни проекти. Како да го решиме проблемот што ние го велиме. Заради невработеноста, заради сиромаштијата се заминуваат. Не заради тоа што не ја сакаат Македонија или јас бугарски пасоши. Па и бугарските пасоши. Јас не ги обвинувам тие наши сограѓани кои беа минатата година 80.000, сега слушам некои бројки дека веројатно се можеби и 100.000. Се покажа дека тие не одат во Бугарија масовно да гласаат и да се додворуваат на бугарските власти. Не, тие ги земаа пасошите затоа што бара тоа беше масовно пред да ја добиеме ние визната либерализација, затоа што Бугарија како членка на Европската унија со нивниот пасош им даваше можност да работат во Западна Европа. Значи тие проблеми ако не ги ставиме ние на маса и да понудиме решение, затоа што јас тврдам дека во изминатите 7 години оваа власт правеше сериозни грешки, но од друга страна имаше сериозно добри проекти. Нашата цел ќе биде со еден поинаков речник, со еден поинаков вокабулар, без да ја навредуваме на власта, без да доминира говорот на омраза, да ја постигнеме целта. А тоа е за овие наши позитивни идеи да добиваме сериозна поддршка. Јас тврдам и сум убеден. Значи идејата е да тие 450.000 колку ги има, да речеме условно зборам, гласачи кои ја поддржуваат власта, тоа е сериозна бројка. Значи тој добар дел од народот кој има одредени ставови и мислења, а кој власта додворувајќи или не додворувајќи се, но ги извршува и затоа толку долго и ги добива, значи да не се доведувате во конфликт со нив, да фаќате некоја трета аморфна маса која ни ваму ни таму. Значи, најпрвин, јас сум убеден Ако ве разбирам, значи, сакате онаа зла крв која постои кај нас едноставно. Ја неколку пати последниве недела дена често го употребувам овој збор, бидејќи мислам дека овие работи што ги говорите еволуираат кај многумина веќе ги имам слушнато. Едноставно е збоптисано на јас мислам дека треба да се даде позитивен пример. Ние ќе дадеме и ќе бидеме пионери во тоа. Јас сум убеден дека ќе мора да не следи опозицијата, но и власта. Сето ова е погубно. Се покажа во изминатиот период. Да речеме дека начинот на кој ја водеше политичката битка опозицијата не носи резултат. Ние во изминатите 7 години не слушнавме некој да излезе и јавно да ја пофали владата за некој успешен потек, што беше погрешно. Значи, за да се зголеми кредибилитетот, за да ви веруваат, вие не може нешто што очигледно има поддршка во јавноста по секоја цена да барате нешто заради што ќе критикувате. За оваа изјава ќе бидете прогласени за предавник. Па јас свесно говорам затоа што целта
на ова граѓанска алијанса ќе биде токму тоа. Јавно ќе говориме за сите проблеми во нашето општество, но и ќе нудиме решенија со сопствен пример. Значи јас сум убеден дека во Македонија, ако 450.000 на последните избори гласа за ВМРО ДПМН, 300.000 за СДСМ, има една огромна армија кои не гласаат затоа што се незадоволни со понудата. Дури на овие избори имаме масовно пречкртување на гласачките листи над 50.000. До сега тоа го немало. Тоа е се создава, гледам и во други држави во регионот, еден феномен. Тоа е феноменот на тие неважечки гласачки ливчиња. Да, што се испраќа порака. Затоа што демократијата ни се сведе денеска само на две опции. Демократијата повеќе ја сваќавме како рейнбоу, палета, да имаме повеќе опции, ајде баремице, и тој центар се изгуби. Или левица, или десница, или джа, или бу. А тоа почна и идеологија, тоа почна и во религија, и тоа почна максимално и кај нормален образован човек, средна класа, кој сака малце и прогресивно да гледа, кој може да прифати и леви, и десни ставови, што се добри, едноставно тоа спротивставување не само кај нас, зборам генерално, судири од левица и десница не стана мејнстрим во демократијата, што не е добро за демократијата. Но во оние општества кои не може да го издржат тој судир, а сега ќе говорам за неколку примери во нашето обкружување, кои не може да го издржат тој судир меѓу левицата и десницата, кои и тие општества ги влечеше надолу. Се создадоа граѓански движења кои ги повлекоа општествата напред. Таков е случајот. Граѓански движења? Граѓански движења. Па да речеме, во Бугарија, која е сега негативен пример, најголемите реформи и судирот на левицата и десницата го роди граѓанското движење на Саксо-Бурготски, која излече Бугарија напред, ја демократизираше, ја трансформираше, ја внесе во НАТО и во Европската унија. Дури и движењето граѓани за Европска Бугарија на Борисов, кој сега го зазема делот на десницата, на почетокот беше граѓанско движење. Или она што се случува сега, најсвеж пример во Словенија. Па во Словенија движењето кое се формира околу Јанковиќ и Кучан за 6 месеци ги победи левицата и десницата, и сега гледаме дека премиерот во Словенија е од Позитивна Словенија, од една ново формирана политичка партија која на бранот на движењето и незадоволството и од левицата и десницата внесе многу свежина на политичката и општествената сцена. Тоа е и нашата идеја. Не да го фаќаме третиот пат. Помина времето Илковски за третиот пат. Ние сакаме со нашата акција од средината на јуни да го најдеме вистинскиот пат или единствениот пат. Значи Македонија мора да се развива како граѓанско-либерална држава, каде што пред се во центарот на вниманието ќе биде поединецот. Ова партизираност на целокупното наше општество доведува, да речеме, до апсурдни ситуации, како што е сега. 2 месеци левицата и десницата, ВМРО ДПМН и СДСМ не можат да најдат заеднички прифатлив кандидат за таа пуста анкетна комисија за 24 декември, затоа што тоа што за едните истакнат правник, за другите веројатно е истакнат правник, но е веројатно ВМРО-вец. А за овие кој ќе предложи ВМРО друг кандидат никако не е прифатлив, затоа што не остана некој во ова наше општество кој можеме да се сложиме, ако си ти поблизок до десницата, а си. И јас кој сум поблизок до левицата, да речеме дека оној кој седи овде, а истакнат правник, е прифатлив за мене и за тебе, дека тој може да биде балансот меѓу интересите на едните и другите. Ние уништивме со една ступидна кампања што ја водеше опозицијата последната година. Демек, ако сум јас неутрален за она што го прави опозицијата, затоа што повикува на бојкот, јас сметам дека е тоа погрешно, што повикува на отпор, јас сметам дека е погрешно. Ако не се придружам, тоа сум јас од другата страна, и дојде во конфронтација, вие веројатно следите, една година се конфронтираше... Кој каже, клевече и лаже. Ама тоа доведе до оваа неповолна ситуација во која се наоѓа нашето општество, што ние го изгубивме тоа што треба да биде одлика на една држава која претендира да биде демократска,
држава во која ќе функционира меѓусебната почит, солидарноста и ќе правиме заеднички проекти каде што не може да не се договориме за круцијални прашања, независно дали сме левичари или десничари. За да не останеме на пуста реторика, затоа што не сте човек кој сум навикнал да само реторички да ги изнесе работите, ќе ви барам да ги дообјасните, допрецизирате, ме интересира, за да едноставно видам и јас и гледачите во едно поопширно образложение на целава оваа идеја. Само ќе направиме една кратка пауза од неколку минути, веднаш потоа се враќаме назад во студио. Продолжуваме со разговорот со господинот Владо Бучковски. Господин Бучковски, ми треба малку, значи, сега да ги кристализираме работиве. Во вашите изјави што ги давате овдека, говорите во едно време за движење и за партија. Што во суштина, прво, како може ли конкретни сега да бидеме малку поконкретни да бидеме? Прво, дали ќе биде тоа движење или ќе биде партија? Ако биде партија, како ќе се вика партијата, бидејќи партијата бара и една поинаква инфраструктура, создавање и така натаму. Тоа како го замислувате, ако биде движење или нешто сосема поинаку, или по кој терки пример ме интересира. Но тука имам и многу подпрашања, ве молам објаснете. Значи, најпрво стартуваме како граѓанска иницијатива, работниот наслов, декларацијата. Овде имаме една работна верзија која во текот на вечерта нешто и ќе прокоментираме. Ајде, коментирайте. На декларацијата. Тој ќе биде јавен повик до граѓаните на Република Македонија да се приклучат на оваа иницијатива. Ќе бидат во декларацијата наведени основните принципи зошто бараме токму сега да ја формираме оваа иницијатива. Работниот наслов е Граѓанска алијанса, Граѓански сојуз за позитивна Македонија. Тенденцијата ќе биде Граѓански сојуз за позитивна Македонија, добро? Тенденцијата е да функционираме уште на почетокот, крајно сериозно, со тоа што имаме план во првите 3 месеци, кои ќе ги броиме од септември, октомври и ноември, да имаме 30 канцеларии на Граѓанската алијанса, на Алијансата за позитивна Македонија, низ градовите во Република Македонија и низ поголемите центри. Целта ќе биде да бидеме подготвени во моментот кога оваа група, оваа критична маса која се создава на креативни, афирмирани, но и голем број непознати граѓани за пошироката јавност, ќе решат дека ќе се трансформираме во политичка партија. Да, нашата цел е, јас директно ќе ви одговорам, нашата цел ќе биде да се појавиме на следните парламентарни избори. Независно дали тие ќе бидат редовни или вонредни, независно дали тие ќе бидат во 2015, каде што сметам дека шансите се 50-50, или ќе бидат заедно со председателските избори идната пролет во 2014. Во секој случај, значи, планот е да стартувате како движење и отворено кажувате дека приклучувајќи се кон тоа движење, имаме амбиција ако масовноста... Добар ли е тоа? Знаеш што, Илковски? Значи, јас на почетокот во консултациите со Јорданов и со Зиков инсистирав и се уште инсистирам. Прво да го видиме реалниот одзив. Кога ќе излезе декларацијата, кога ќе има можност да се придружат граѓаните на Република Македонија, да видиме колку време ќе ни треба да стигнеме од бројката, да речеме 10.000 поддржувачи, што според мене беше минимумот за да почнеме да размислуваме за трансформација во политичка партија. Јас изненадив уште во оваа фаза. Ние сме уште во фаза на подготовки, иако неколку тимови ќе работат. Ние сега имаме над 3.500 поддржувачи кои сакаат да земат ангажман. Јас сум убеден дека кога ќе стигнеме до оваа замислена бројка, ќе покажеме и на граѓаните на Република Македонија, но и на политичките партии, дека може да се организираат избори
за првиот човек на оваа наша граѓанска алијанса непосредно. Да нема како сега ова што го имаме како рак рана во политичкиот живот на Република Македонија, да го трансформираме системот во демократски, а се уште да имаме реликти или да имаме рецидиви од минатиот комунистички систем, каде што делегатите испратени од базата треба да гласат за ова или онај. Не, кога ќе стигнеме ние до бройка до 10.000 ќе покажеме дека во тие наши 30-40 канцеларии ќе организираме избори и ќе го избереме нашиот лидер, кој ќе има задача на следните избори да го поведе ова движење трансформирано во партија, да го победи, да влезе, да ги победи прво овие стереотипи и да биде дел од власта. Наша цел ќе биде да освоиме власта. Ние значи ова го правиме за да можеме преку учество во власта да ги реализираме овие позитивни проекти. Јас верувам дека во Македонија има една сериозна маса на незадоволни, на граѓани кои се неопределени или граѓани кои во овој момент веројатно тоа е неспорно. Секогаш имало една голема маса и никој не успеал никако трет пат и така натаму и така натаму. Она што досега сме го гледале, она што дозволете ми една минута, ве молам. Она што досега сме го гледале во политичкиот живот во Македонија е луѓе незадоволни со идеја, со идеологија, повисока, пониска, од разноразни интереси, се обидуваат нешто да направат некоја промена. Позитивна, негативна, се едно. Но се завршувало со некои помали партии кои живуркаат или на крај ќе ги снема или ќе се претопат повторно во левицата или десницата каде природно припаѓаат. Но она што сега тука во целава работа, прво тоа е големиот ризик кога се влегува со партија. Второ, кога се иде со движење, движењата се обично некакви автентични процеси, кои самото општество ги израѓа од потреба. Во моментов, Македонија нема видено граѓанско движење автентично, освен Ленка, кое ако таму дојде до некоја креативна идеја, затоа што они настапија со конкретна социјална програма, против високи цени и така натаму, они имаат сериозна, би можеле да бидат некаде во иднината некаков сериозен фактор. Сега ме интересира, дали свесно токму заради ризикот да се влезе во партија, да се направи партија, а знаеме како завршуваат партиите во Македонија, едноставно поларизацијата остана, ВМРО, СДСМ и нешто ситно, колку да се рече дека има нешто плюс демократија. Дали заради тоа влегувате идете преку граѓанско движење и сметате ли дека процесот како граѓанско движење е полесен начин да им ги продадете идеите, да ги привлечете граѓаните, одошто ако биделе директно преку партија? Ме интересира за процесот. Значи, јас мислам дека процесот, вака вие како што сега говорите. Како што го разбирам у моментот. Не, добро го разбирате. Битна е целта. До целта се стига или преку заобиколниот пат, а тоа е да видиме дали иницијативата граѓанска може да најде сојузници и меѓу постоечки здруженија, како што е Ленка. Ленка е едно здружение кое на политичката сцена во Република Македонија не е доволно присутно, но со оние ретки настапи предизвика внимание и коментари. И поддршка. Јас не кријам дека целта на иницијаторите да разговараме и со нив, затоа што сакаме уште во стартот да разбиеме некои табуа. Ако говориме за граѓаните, нашите граѓани во овој момент, тврдам, дека најмногу се загрижени заради растечкиот број на невработени, заради сиромаштијата, заради неперспективата и недостатокот на сериозни инвестиции кои ќе ги решат овие проблеми. Мислам дека правата на работниците во вакво синдикално организирање, кога гледаме дека синдикатите по дефиниција, не само последните 7 години, туку наназад, се обидуваат да бидат
партнери на власта, а не да бидат корективи на власта кои ќе ги организираат работниците и преку силни синдикални движења како што гледаме низ цела Европа, ќе се наметнат како сериозна опозиција на било која власт. А не кај нас како се менува властите, така се менува и условно речено лидерите на синдикалните организации и беа можам слободно да речем нивни привезоци. Апсолутно се согласувам. Апсолутно се согласувам. Но нели бара тоа малку, извинете, нели бара малку тоа порадикално делување? Еве, ќе ви ги дадам примерите. Ти парти во Соединетите држави, Окупај Уол Стрит. Тоа се исто така автентични движења кои произлегоа заради криза, заради незадоволство. Сето тоа што вие го велите произлезе не со личности. Таму нема личности од класата на ваша класа, екс-премиери и така натаму и така натаму. Сега тука ве прашувам, затоа прво ќе ми одговорите чисто еве и пошироко гледано, да не гледаме само за Македонија, воопшто за тие движења. Дали тие движења може да се иницираат, иако имате одреден респект и така натаму и во општеството исте некои нешто како што е господинот Минчо Јорданов, но дали таквите движења за да земат таков силен замав како што земеа ти партии, еве и Уол Стрит, а вие подсетете ми и за некои други во моментот што не ми текне, ја ги спомнав. Ленка, вие ги спомнавте и во Бугарија. Во Бугарија, нели, предизвика предвремени, а што предизвика? Високите цени на струјата. Не се согласи, се дигна и направија што направија. Очигледно, ако ги гледаме протестите и во другите држави, да речеме сега Хрватска, ја тресат серија на протести каде што синдикатите си исклучително значаен сегмент во општественото живење. И не се по дефиниција, да речеме, синдикатите идеолошки би требале да бидат поблиску до левицата, затоа што левицата би требало во едно такво идеолошки поделено општество каде што да е на страна на работниците, така натаму. Левичари се на власт во Хрватска, но тоа не е причина да нема последните неколку недели серија на протести на синдикатите кои сметаат дека левичарската влада ги заборави работниците. Ние ќе се обидеме и денеска со Јорданов разговаравме на таа тема. Предизвике да седнеме со Ленка да видиме дали прво може да организираме една заедничка дебата. За да дефинираме, затоа што синдикатите ги нема нигде, Ленка и се појави едно друго здружение Солидарност. Има протест пред домот на синдикатите, каде што ги повикува синдикалните лидери да им се придружат на протестите за време на 1 мај, затоа што кај нас гледаме се наопаку. Не паметиме кога имало како низ Европа на 1 мај на денот на трудот протести. Кога ги спомнуваме, значи ги спомнуваме оние автентични движења кои нема страна контрола од страна на Сорос, на ВМРО, на СДСМ и така натаму. Јас говорам дека ова што го гледаме, што го делиме, да речеме, ставот и вие и јас околу Ленка, јас го сметам за едно од ретките позитивни работи што се има случено во граѓанското движење или во невладините организации во последната година. Значи, што ми беше идејата? Дали може да организираме една дебата каде што ќе чуеме нив, но и ќе чуеме еден од најистакнатите работодавачи во нашата држава, тој Јорданов, кој вели, да речеме, ајде да видиме со работниците дали во овој момент главниот проблем е само К-15, дали е проблемот само во работното време. Ајде за хумористите потоа ќе говорам затоа што и со нив разговарав за оваа идеја. Значи, да видиме што е во овој момент најголемиот проблем. Можеме ли да најдеме заеднички јазик и со Ленка, со Солидарност и други движења во процесот на отварање на нови работни
работни места. Има ли заеднички интереси кај едните кај другите, да не се грижиме само за работниците кои сега работат, туку и за оние кои не работат и како да отвараме нови работни места. Тоа е еден проект за кој ви рековте може да говорам. Јас може да говорам за 7 проекти кои сега се во фаза кога веќе се гледаат контурите. Да речеме, ова е еден од тие проекти. Тоа треба да видиме и што е вашата идеја на вашето движење. Што се тие позитивни проекти? Значи, сакаме да се наметнеме во јавноста со решавање на горливи прашања, со нудење на позитивни решенија. Ако е најголемиот проблем невработеноста, можеме ли за 5 години да ја намалиме и за колку невработеноста? Тргнуваме, може би изгледа неверојатна бројката, но велиме, ајде да видиме како може за 5 години Македонија да отвори 100.000 нови работни места. Што покажува анализата што ја работи еден тим раководен од Јорданов, дека тоа најлесно можеме да го направиме во аграрот. Дека таму можеме да отвориме најголем број на работни места. Второ, како Македонија да ја направиме поуспешна економија? Треба да зголемиме конкурентноста. Имаме 8 конкретни мерки кои ќе ги понудиме на јавноста. Ако ги прифаќа владата, конкретни мерки како македонскиот производ да биде по-конкурентен на пазарот. Евидентно е дека ние имаме сериозен проблем кој треба заеднички да се реши, да се изгради консензус. Трето, не треба да бегаме, не треба да биде табу темата, да видиме што се случува со овие статистички податоци кои се загрижувачки. Демографската структура на навестувањата кои говорат дека Македонија за 20, 30, 40, ајде одиме за 50 години, ќе остане без луѓе. Јас се извинувам, господине Бучковски, тоа ќе биде најголемиот. Партија жените излегува после овие изјави, излегува на протест дека тоа била родова политика која ги терала жените да раѓаат и дека тоа била недолична политика. Значи, може би и пристапот на власта може би не беше соодветен, но во секој случај јас се согласувам. Тоа е па една тема за која посебно би сакал и да се акцентира. Ова е сериозно, бидејќи ретко кој се нафаќа да збори за оваа тема. Јас респектирам дел од политиките кои владата ги влече како класична демохристијанска коалиција. Иако тука ги беше... Ја вас ве ценам како политичар што го вадите ова на маса и што го артикулирате. Ние се конзервативна партија кои нудат решенија за кои ние сакаме да расправаме, да ги надградиме, да користам се термина ВМРО-ДПМН. Сметам дека и голем дел од нивните проекти треба да бидат надградени со конструктивни предлози, каде што јас сум убеден дека нашата граѓанска алијанса ќе ги собере симпатиите на јавност. Да речеме, анализите кои ги прави друг еден тим во делот на аграрот покажуваат дека субвенционирањето треба да остане политика не само на оваа влада, на сите идни влади во делот на аграрот и земјоделието. Како еден национален консензус меѓу сите партии да се постигне консензус, дури да се барат извори тоа да се зголеми. Но од друга страна, очигледно е дека ако се погледне колку пари владата на Груевски вложи во изминатите 7 години во аграрот, таа достигна фантастична сума, близу 250 или 300 милиони евра. Нелогично е од година на година Македонија да биде се позависна од увозна храна. Имаме, значи, сериозен проблем, ќе понудиме решенија. Нема да биде тоа гола критика. Значи, наједноставно е да ни речеме да и ние сме дел од оние кои на дневна основа ќе ја критикуваат власта, но нема да нудат решенија. Ние напротив сакаме поинаку. Нема да чуете од нас сериозна критика нити кон власта, нити кон опозицијата. Ние ќе се наметнеме со сосема поинаков речник, вокабулар, со квалитетот на понудените решенија, ќе бидеме конкурентни со сите решенија на владата, затоа што се испостави. Добив ја задача, говорејќи... заставаме за пето, за да ви покажам нешто што е македонската реалност. Значи, во 2006-та, кога ги изгубивме ние изборите, јас како тогашен председател на СДСМ со тимот кој тогаш го представував, понудивме 50 најважни ветувања што ќе ги направиме од 2006 до 2010. И се подготвувајќи се за граѓанската алијанса, мислев дека во оваа книшка ќе најдам дел од проектите кои ќе треба повторно како ретро да се вратиме назад, да видиме што тогаш сме сакале да направиме, а не е направено да го понудиме како проект
издржан да биде, да имаме сериозни експерти кои ќе ги образложат сите позитивни аспекти ако тоа се направи зачудувачки. Од 50 тога ветување ние што сме ги дале. Јас не знам, не можев да споредам во меѓувреме што вети точно во 2006-та во програмата за 104 ВМРО ДПМН, но се покажува дека тие 40 од овие ветувања во изминатите 7 години ги реализирале. Сега друго е начинот на кој била реализацијата, ефикасноста, но се покажува бидејќи кај нас недостасува елементарниот политички диалог. И досега меѓу власта и опозицијата, ако постои меѓусебен респект и ако се договориме кои се националните државните проекти кои треба заеднички да се одработат, нема да постојат сериозни разлики. Јас да не ви читам, ова ќе ви го оставам веројатно за друга прилика, но ако погледнете од првото намалување на придонесите од плати, а со тоа и на општото даночно оптоварување, го направи тоа ВМРО ДПМН, ние што сме го вветиле. Брза и едноставна наплата на даноците и придонесите од страна на надлежните институции. ВМРО ДПМН тоа го направи и тоа треба да се оддаде признание на УЈП и на другите служби исклучително ефикасно. Зголемување на кредити од рейтинг на државата до ниво на инвестицијски рейтинг. Понатаму, продолжување на трендот на намалување на каматните стапки до 6%. Продолжување на намалување на внатрешната и надворешна задолженост на Македонија од сегашните 39 на 35% од БДП. Или понатаму што е интересно. Дополнителни 65 милиони евра годишно за инвестиции во инфраструктурата. Инвестиции од 600 милиони евра за изградба на Чебрен, Галиште, Бошков мост. Ние, а ВМРО ДПМН испадна дека бил поамбициозен, се разликуваме. Ние сме рекле обезбедување на дополнителни 23 милиони евра годишно поддршка за земјоделците. Тие прогресивно почнаа со 30, 50, 70, веројатно стигна се до 100 милиони. И кога споредувам во што се разликуваме. Што ви е поентата? Поентата, значи, ако продолжи Република Македонија како досега, се што ќе направи владачката коалиција да биде дочекано на нож, да нема поддршка за нешто што очигледно е интерес на било кој граѓанин на Република Македонија. Ние и понатаму ќе бидеме доведени во позиција да не можеме за нешто што очигледно е потреба на Република Македонија да постигнеме консензус. Ако е консензус, со други зборови, да разбере и обичниот народ, ако веќе нема му се обраќаме вечерва, а не само на стручната јавност, бидејќи доста и стручно објаснивте, значи без оглед кој ќе биде на власт, оној што ќе направи добро, тоа да биде јавно признаено. Независно кој ќе биде на власт, Чебрен, Галиште и Бошков мост, овие 600 милиони евра и инвестиција треба да биде приоритет на државата. Поточно, долгорочни приоритети во економијата кои ќе ги поддржува секоја власт која ќе се смени, така? Јас мислам дека тоа е единствениот можен пат по кој Република Македонија треба да се движи. Затоа ви реков, да не сакам ако дојде до смена на власта, да дојде до сеизмички поместувања. Ние, моите колеги од оваа иницијатива, оние јадници луѓе со кои разговараме, имаме намера токму тоа да го промовираме. А зошто? Затоа што го почувствувавте дека народот ги одобрува, ги сака и ги почитува тие работи? Па да речеме, има контраверзија, ние ќе говориме за контраверзите. Да речеме, разликата во 2006 меѓу тогашниот СДСМ и ВМРО ДПМН било во делот на приоритетите. Гледам и тие денеска, освен Чебрен и Галиште и Бошков мост, Луково поле го навестуваат. Ова не ви дочитав до крајот. Се разликувавме дали треба да се гасифицира ТЕЦ Неготино. Ова власт сметаше дека не треба да се гасифицира, но гасификацијата сега беше хит, новија локални избори, сите говорат за гасификација. Па не може 7 години Република Македонија да не биде гасифицирана, кога уште во 2005 имаше сериозни договори со руската влада и тој проект треба да биде национален, државен проект на сите субјекти, независно дали се тие власт или опозиција. Понатаму, она што говорев во делот на решавањето на проблемот со масовното иселување во последните 3 години на нашите. точка. Да. Значи, ние мора... Ова као 6-та точка. Значи, ние дел од неравномерниот регионален развој ќе биде еден од приоритетите на граѓанската алијанса. Ќе понудиме
сериозни бенефиции за регионален развој и на Источна Македонија и Западна Македонија, онаму каде што има најмногу иселување на младите македонци, албанци. Значи, едно е како да се спречи, второ е како да се привлечат дел од овие кои си заминаа млади луѓе, да отвориме во нивните родни места нови работни места, да ги повикаме да се вратат. Затоа што јас сум убеден дека тие не се срекни тамо. Тие не заминаа тамо затоа што сакаат, туку затоа што мора во ова актуелна ситуација. Очигледно е дека имаме неравномерен регионален развој. Тоа наметнува за потреба. Ние во политиката досега па немавме некои препознатливи регионални лидери, 1-20 такви се јави. Еден од нив, да речеме, Езаев. Во ВМРО-ДПМН можеме да најдеме, да речеме, дека е Маријан Ристевски од Прилеп, од Пелагонискиот регион. Третиот можеме да речеме во Кумановскиот регион, тоа е Зоран Дамјановски ЦИЦ. Ако погледнеме на истокот кој има серија победи, можеби ќе најдеме уште некој регионален лидер на ВМРО-ДПМН. Градоначалникот на Гостивар. Градоначалникот на Гостивар сега не взе бејта. И тој прилично добро котира меѓу граѓаните, кај македонци и кај албанци. Руфи Османи претходно имаше повеќе предиспозиции да биде таков еден лидер кој очигледно ужива сериозна поддршка кај нашите сограѓани албанци во тој регион. Но ова говори дека и пред Алијансата, што ние ја создаваме, но и пред другите политички субјекти ќе се наметне едно поинакво темпо и тоа ќе биде наша задача. Значи ние ќе отвориме дебатата. Рековте останете уште малку на регионалниот развој. Зборите за шестата точка, зборите за тие иселувања, за белата чума и така натаму. Што мислите дека треба? Еве, владата се обиде, Уставниот суд тоа го укина, тоа беше, нели, субвенциите за трето дете, за помногодетно семејство и така натаму. Тоа на некој начин и можеше да помогне. На пократок рок, на подолг рок, секако дека треба инвестиции, да имаш работа во своето место, но што би требало тоа да ги генерира тие работни места? Сами рековте дека таму сега да очекуваме, не знам сега дека ќе дојде, не знам, погони на Budweiser, дека ќе се отворат, тешко, но дека луѓето можат од земјоделието, дека земјоделието, ако не, како го дефиниравте? Значи во аграрот ние препознаваме потенцијални 100.000 нови работни места. Значи, преработувачката индустрија во делот на земјоделието треба да биде примарниот интерес и тоа треба да биде стимулирано од нашата држава. Не требаше, еве да речеме сега правиме, не требаше Агрокор да биде тој кој ќе биде откупниот центар или центар за кондиционирање во Струмичкиот регион. Тоа требаше и мораше да биде направено од наши компании. Тука мора дел од субвенциите државата да ги пренасочи и да го стимулира овој дел кој покажуваат и бројките, реков Илковски. Ние треба да бидеме извозник на храна пошироко, затоа што Господ дал сонце, вода, имаме обработливо земјиште во овој момент максимално кое треба да се искористи и од друга страна да продолжи субвенционирањето. Но во овој дел, кога говориме, затоа што ти милуваш за таа тема, јас прифаќам да се подигне. Сакам да кажам, знаете зошто ја не само што ја милувам, на страна моите афинитети, затоа што ретко кој говори од политичарите на оваа тема. А особено од левата. Ние ќе се обидеме затоа што претендираме да биде тоа една од темите кои секој граѓанин на Република Македонија го тангира. Значи, ние треба да бидеме свесни што и да направиме, ако го гледаме демографскиот прираст, е загрижувачки. Имаме ние, да речеме, тимот кој работи оваа тема, имаме многу повеќе предлози кои ќе ги понудиме. Значи,
стимулирањето на многу детно семејство на начинот кој го правеше владата, кампањата која веројатно доликува на една конзервативна партија во делот на подигањето свеста за штетноста од абортусот, треба да се респектира, но ние сметаме дека има и серија на други потези кои ќе доведат до решение на овој кој ќе испадне дека еден од најсериозните проблеми. Покрај проблемот со растечката сиромаштија и растечката невработеност. Но тоа кумулативно, ако ги гледаме проблемите, значи ние Македонија можеме да ја направиме позитивна, да говориме за позитивни излезни решенија од состојбите во повеќе области, ако се наметне како тоа како најбитната тема, а не она што досега го гледавме постојано меѓусебно обвинување што било во времето на транзицијата, на приватизацијата, еднаш за секогаш. Па еве тие опашки уште вие очигледно. Еве и вас, вие ако се наметнете како авторитет во ова движење, вашите непријатели не треба ќе ви вадат 2006 ќе ви вадат хеликоптерите, ќе ви вадат струга, значи ние ќе гледаме да такви удари кои се очекувани и од едната и од другата страна. Добре. Да ги издржим. Јас лично сум издржал многу ниски удари, ќе ги издржам, но сме подготвени и соодветно да одговориме и да возвратиме. Но нема да биде нашата идеја и ние да влеземе во таа дневна конфронтација. Ние ќе тераме со промоција на позитивни решенија, позитивни проекти, затоа што таква позитивна енергија и треба на Република Македонија. Ние во овој момент треба да понудиме шанса и не на генерација. Значи, идејата е возраста за тројцата иницијатори за кои говориме од различни периоди, каде што секој може со својот пример да покаже дека во оваа наша држава има успешни приказни, има многу афирмирани луѓе со кредибилитет кои досега немаа општествен ангажман за лепењето етикети, пред се партиски, значи се партизираше секоја општествена активност. Секој издружение на граѓани веднаш беше ставано во едниот или другиот табор. Ние сакаме тоа да го разбиеме и да покажеме дека ако може еден од најуспешните наши бизнисмени да се вклучи со свој целосен ангажман во еден период кога треба да го афирмираме ова и да повлече една плејада исто така на успешни бизнисмени, но една помлада генерација на бизнисмени кои веројатно не се доволно присутни во јавноста, да ги охрабри дека може да се настапува со вакви идеи, а да не биде оквалификувано дека тој нивни настап е конфронтација со едните или со другите. Напротив, ние во енергетиката, што исто така еден од клучните сегменти кои нуди сериозна перспектива за Република Македонија, ќе отвориме една сериозна дебата каде што мислам дека и власта ќе препознае дел од решенијата кои мора промптно да бидат имплементирани, како што и опозицијата сум убеден дека ќе се согласи, затоа што толку многу говореше за газификацијата, дека во делот на енергетиката со заеднички сили Република Македонија мора да направи многу повеќе. Што би била седмата точка? Значи, во првиот месец од функционирањето ќе се обидеме да бегаме од крупните политички теми, да не влеземе во шаблоните на дневна политика, но нема да бегаме и од тоа како ние, како граѓански ориентирани, како либерални, ќе ги почитуваме меѓусебните различности и навистина од Македонија ќе изградиме едно функционално општество, каде што разликите ќе бидат наша предност. Да покажеме дали треба да го акцентирам тој збор либерално? Да, ние ќе бидеме и ќе инсистираме дека ова граѓанско либерален концепт, затоа што ќе бидеме отворени за сите оние кои ќе препознаат позитивни проекти
проекти, независно од нивната политичка ориентација, Дали се се поблиски лево или десно? до левицата и десницата. Затоа што кај нас Може ли такво нешто да обстане? Еве затоа што јас сум Милковски. Слушав убави работи кои право да ви кажам на моменти би звучат како утопија. Токму она што човек може само да го посака. Поточно, the best of both worlds, најдоброто од двата света, она што е од левица и од десница, да се најдат некои заеднички основи по кои може да се настапува по основни работи, а не она што го рековте вие и да не остане на чиста риторика. Колку масовност ќе ви треба за да вие имате авторитет да ги наметнете овие работи, да не останат само на некоја маргинална група која убаво збори, ама ништо не функционира на терен, бидејќи нема голема поддршка. Зошто сум јас убеден дека сето ова ќе најде на сериозна поддршка? Прво, од интересот кој е пројавен во последниот месец. Второ, од разговорите кои ги водам отворено со повеќе афирмирани граѓани, меѓу кои К15. Ја ги споменав, значи тие се мои пријатели и отворено пред да заминат во Австралија и понудив да се приклучат на оваа иницијатива. Значи тие се поканети заради тоа што јас сметам дека да го развиваме ова наше демократско општество, било кој да е на власт, му треба сериозна критика, не критизерство, му треба и сериозна поддршка, но и треба пародија и сатира на она што не треба да бегаме од тоа што, да речеме, тие го прават фантастично. Значи, и јас додека сум бил премиер, правеле сатира, пародија за некои мои настапи, тоа го прават одлично и ако во овој момент дел од нив, да речеме, Бубокаров има сериозни обиди во изминатите неколку години и околу акцијата за денот на дрвото со Борис Трајанов беше еден од организаторите, предходно и во граѓанското движење на Трифон Костовски има свој искуство. Разговаравме и поканети да се придружат, како и други видни професори од универзитетот, видни бизнисмени, обични луѓе или некои дури пензионери, зашто не бегам и од пензионерите, да речеме на нашиот заеднички пријател Александар, го поканив Томислав Манич, кој сметам дека е символ на една генерација да ни се приклучи со своји идеи, да напише еден проект што тој размислува дека треба да се направи. Или разговаравме овие денови со една од спортските легенди, со Васил Рингов, што Васил ти сметаш дека треба да се направи, зашто јас сметам додека е активен некој од спортистот е погрешно било кој да се обојува вака или онака. Но делот оние кои веќе не се активни, како што е Васил Рингов и другите, зошто да не ги искористиме да се отвори една дебата за состојбите во спортот? Тоа е, да речеме, 8-та или 9-та тема. Затоа што се покажа во изминатите 2 години многу повеќе успехот на нашите ракометари и кошаркари придонесе за афирмација на нашата држава, отколку што во изминатите 20 години веројатно направила нашата дипломатија. Како со овие сериозни инвестиции кои ги прави оваа влада во зголемувањето на инфраструктурата, толку нови игралишта, спортски сали, да преземеме дел од моделите кои функционираат. Веројатно мора јавно-приватно партнерство да има сериозно. Треба да видиме можностите дел од локалните самоуправи да по дефиниција да биде јасно дека ќе финансира дел од локалните клубови, па да имаме повторно ренесанса на дел од спортот во неколку спортски центри кои Рачкате многу болна тема. Тоа со спортот. Кажете ми едно од клучните работи кои ја спомнавте овдека, би сакал да се навратам, пред да идеме со вториот блок на реклами, веќе ми јавуваат од режијата, но објаснете ми уште малку. Кога рековте дека вие како движење, главниот проблем го согледувате во иселувањето, напуштањето, белата чума и дека едно од решенијата и клучно решение е во аграрот. Значи, така. Јас сум убеден дека таа наша презентација ќе предизвика сериозна дебата. Ова сакам да ве прашам. Се е убаво. Јас и вие можеме да дебатираме на ова. Ама ни јас, ни вие, господин Бучковски, нема да заеме мотика и да идеме да обработуваме нива. Што би било логично, нели? И да напуштам и стварно да имаме една помалку стресна, а сигурна заработувачка. Дали народов менталниот склоп се работи?
Народов со децении, уште во минатиот систем, беше заврши факултет за да не идеш на нива. Работи да влезеш у јавна администрација, да клатиш врата, да земаш плата. Студирај за да не работиш. Влеговме у општество каде што сериозно се бара. Дали сметате дека веќе кај народов таквиот концепт да му речеш ти, друже, треба да обработуваш земја, бидејќи стварно се вложуваат многу пари и стварно сега оној што работи на земја, што работи со овоштарство, со сточарство, еден Миленко главните пари ги вади затоа што почне со козарство да се занимава. Сакам да кажам, тоа се позитивни примери и ова е добра работа. Дали сметате дека кај народот има позитивно, ми интересира како сте го анализирале? Ова сакам да ми го кажете. Илковски, ќе бидеш поканет на презентацијата. Значи, ние препознаваме дека тоа е еднината на Република Македонија. Фактичката состојба е следнава. Тие кои потенцијално би требало да ја обработуваат земјата, системот кој тврдиме дека владата треба да го коригира, а тоа е да бидеме светски шампиони во проодност на оние кои ќе завршат средно училиште и ќе се запишат на факултет. Па стигнаме веројатно до фантастични 92-93%, каде што посебно со дисперзираните студии со возможи можност секој буквално кој сака да студира. Но ако ги погледнеме бројот, вие споменавте, на невработените дипломирани за посебно во неколку области. И друго е што гледаме дека и сега оние кои се посебно од природните науки, машинската струка, електротехничкиот факултет имаат дефицитарни кадри и се покажа дека веројатно дел од проектите кои ги прави владата последните 2 години да го стимулира уписот на средношколците на тие факултети ќе даде резултат, но треба да се види. Но ако сакаме да ја обработуваме земјата, не ќе носиме ние аргати од Бугарија или од Романија или од Молдова, ќе треба ние меѓу себе кога веќе ги отвараме тие теми да видиме што е проблемот, затоа што и сега делот што мислите, дали е народот расположен за едни такви проекти да се прати да обработува тоа предприемаштво, да влезе во таква нешто? Јас сум убеден дека тоа е единственото можно решение како во Република Македонија да го спречиме ова што се случува. Но дали мислите дека расположението кај народот надницата да биде смешти 200-300 денари на ден. Значи ние треба сериозно, не зборам за надничарски, зборам за луѓе предприемачки, сами да си влезат во својот бизнис со својата земја да се дека и во овој момент со субвенциите и со начинот на кој имаше и злоупотреби, но генерално мислам дека злоупотребите треба да се препознаат каде се, да се елиминираат. Ако знаат членовите на Граѓанска алијанса, тоа ќе го критикуваат, но субвенционирањето и давањето на земјиште на плодоживање стимулира да дел од нас, иако сега дел од нашата возраст, иако сме родени овде Скопјани и се знаеме, ќе замисли некој може Билковски од нашата генерација кои знаеме и ги гледаме дека останаа без работа да речат чекај да видам може ли да се вратам на корените во село кај татко ми, кај мајка ми. Искрено мене ме замислува. Реално. Да се зафатам со, не знам, па ти кажуваш неколку позитивни примери кои да речеме ние за тој позитивен пример ќе говори да речеме еден од нашите иницијатори. Ти го спомена твојот пријател Миленко, ја споменувам Зиков. Да, и Зиков се врати условно речено во Штипската околија од каде што дојде и одгледува овци. Ај ќе го прашам и ќе го поканам токму за тоа да говорите за тоа за неговото искуство, какво семеен бизнис стои брат му со поддршка на нивните блиски се обидува да покажа дека тоа не треба да биде ти што вели за било кој од нас кои се сметаме дека сме урбани типови, треба да биде понижување да се работи. Напротив, тоа е промена за менталниот склоп. Ти говори за предприемачки дух, па тоа е предприемаштвото. Одиме со уште еден блок реклами, се враќаме веднаш потоа во студиото. По
повторно во живо од студиото на Јади Бурек на Сител 3 телевизија. Господине Бучковски, изнесовте некои работи со прилично емоции, со прилично жарев, што на некој начин веќе и може да се заклучи дека и искрено верувате во ова што го говорите. Конечно, и емисијава долго траат овие интервјуа, не само да ги слушнеме ставовите, туку и на кој начин се искажуваат. Народот чита говор на тело, слуша тоналитет, свесно и подсвесно донесува заклучоци. Препознав неколку интересни работи, кои не се ни нови, не се ни оригинални, но ако земеме ни iPhone-от не беше најоригинална работа, ама Стив Джобс успеа да го спакува тоа. Слушнав една работа што искрено заради која, нели, и мене ми се лично лепени етикети, која сум ја поддржал. Говорот на премиерот на 20 годишнината на денот на независноста на плоштадот, една од клучните работи кои ми остави впечаток, бидејќи беше доста долг говор, беше ајде да се обединиме околу неколку битни работи, а тоа беше повикот за обединување предприемаштвото. Значи да стане, не да стане политика на левица, на десница, на ВМРО, на СДСМ. Предприемаштвото како едно од решенијата на сите кризи и сите проблеми во Македонија. Безработица, работни места, бегање од сиромаштвото и така натаму и така натаму. Еве сега вие некако на некој начин ова што го говоревте, а и се договоривме дефинитивно дека Зиков ќе го викнам во емисија и нема да збориме ни за капитал, ни за политика, ни за ништо, туку за овчарство. А со мене за лозарство, ако успеам до година, лозието што го има таткото на мојата сопруга, да го направам дел од мојата најдобра разонода и моето хоби, затоа што и така одам секоја втора недела во Кавадарци и инсистирам да го... Не ти е срам да фатиш лопата во раце и срам, затоа гледав некој, затоа што имаше некои коментари. Коментар имаше на Facebook, вика, ако толку е одушевен од аграрната политика, Бучковски нека земе лопата во раце. Ќе земам лопата. Јас не бегам од тоа, затоа што јас препознам, да речеме, во овој момент, дел од овие идеи, сега велиш ти говорам со жар, реално, затоа што 2 месеци ме обземе мене позитивна енергија кога слушам позитивни луѓе. Кога слушам креативни луѓе како нудат решенија и велат ајде да се организираме, да го направиме ова преку глава ние, ова што го слушаме, овој говор на омраза, овој бил ваков, овој онаков, што ќе биде со СДСМ, овој ќе дојде, ваква била горската игра, онаква. Искрено ти дојде преку глава. Реално ми дојде преку глава затоа што... А знаеш дека и нам ни е дојдено преку глава? Зборам за мојот народ, зборам за гледачите. Због тисано име више да слушаат за тие едните исти личности и за таа зла крв која се фрла. Тоа е нашата мисија, нашиот предизвик. Ти ме праша на почеток зошто токму сега. Сметаме дека дојде оваа нетрпеливост до критичната точка. И јас не верувам, гледајќи сега како се заоструваат односите внатре во СДСМ, не внатре партиски избори, тоа не мирисе на добро. Тоа нема да промени таа матрица. Не мислите дека тоа може да доведе позитивен, бидејќи еве имав неколку гости кандидати, ги слушнавме нивните изјави. Кога веќе ги на кандидатите, сметам тоа, значи ако нешто... Нивната реторика е многу помека, многу... Ги изгледа Филковски двајцата, затоа што ја не сум од оние кои велат тој Јади Бурек не гледам, напротив, и тебе ти реков, затоа трет пат сум овде, ако нема фудбал, кошарка или спорт на телевизија, сакам на крајот од денот да изгледам кој е гостин кај тебе, што се случува и дневно следам. Дали половина час, дали 1 час, дали како што беа колегите Ивановски и Наумов, затоа што ме интересираше нивниот настап, изгледав целосно емисиите. Прво е позитивно, иако имаше многу критики, прв го скрши мразот Ивановски, е позитивно што дојде овде. Позитивно е СДСМ и да признае дел од грешките. Па не можеш во овие околности, ако сакаш да се наметнеш кај неопределените, па дури и кај оние кои се поблиски до владеачката партија, мора да гостуваш онаму каде што ќе те поканат. Претходно мене ми било срам кога сум гледал неколку ситуации каде што мои колеги од СДСМ во последен момент биле спречени да дојдат на твојата емисија. Тука мислам на градоначалникот бивши на Охрид Александар кој пред врата го врати.
Јас бев сведок на таа непријатност, но да се вратиме на ова што е позитивна тема, затоа што не сакам за негативни работи. Споменав и ти рече кои се тие политички теми кои во овој момент ги обработувате, а нема да бидат на почетокот експонирани. Значи нема бегање од неколку теми за кои јас лично инсистирам. Јас инсистирам да ги отвориме тие теми. Значи, најпрвин, ова што го правиме како граѓански концепт ќе не обедини и македонците, и албанците, и турците, и ромите, и власите, и србите, сите, ама како граѓани, како индивидуи. Второ, тоа ќе биде сериозен придонес да продолжиме да го градиме овој концепт и да го срушиме овој начин на политичко организирање. Каде што по дефиниција, како што реков, македонците не на страна, албанците на друга страна. Нема левица, нема десница, нема либерални, нема ништо во центарот. Трето, не бегам од тоа да отвориме неколку горливи прашања. Прво, околу прашањето за името, кое е дежурна тема. Јас респектирам дека во овој момент владата има информации кои не ја даваат за право да влезе во решавање на ова горливо прашање. Ние сметаме дека решението кое треба да биде постигнато биде еден од клучните проекти каде што ќе се обедини Македонија. Значи ние и тоа ќе биде наша на народот? Желбата на народот ќе биде испочитувана, но треба власта да поведе иницијатива, конечно да постигнеме национален консензус. Ние ќе дадеме свој придонес со неколку елаборации на темата што во овој момент сметаме ние дека би било прифатливо за Република Македонија како решение, кое не задира, а ќе се држиме до нас, затоа што владата, мислам дека тука нема и кај опозицијата разлики, да не биде загрозен идентитетот. Во ред, има ли решение што може да се понуди, а не го загрози идентитетот? Или има стапици? Има ли некои прашања кои никако не смеат да бидат отворени? Дали јавноста, ако власта не гради таков заеднички консензус, ќе биде како сега поделена, страшно е поделена. Поделени се албанците, како по дефиниција сметаме дека тие нема да се мешаат, дека ова внатрешна македонска работа. Или дека не име гаеле многу за името. Но од друга страна, мора да признаеме дека во изминатите неколку години беа крајно солидарни и велеа за нас респектираме да постигнете консензус, нема да се мешаме, за нас не е прифатливо само да биде Славо Македонија името кој би било заеднички прифатливо. И толку беше нивниот став. Сега последните предвижувања... Ставот на народот дека не сака никакво менување на уставното име? Ако е тоа ставот на народот... Па не знам, рековте дека сте биле меѓу народот, дека сте разговарале. Го чувствувате ли? Не, јас го чувствувам дека нашата јавност, нашиот народ, не е подготвен во овој момент да влезе во било каква промена на името. Апсолутно. И тоа е константата, тоа е фактичка да состојба. Но, што ако се понуди решение, што мислиме дека тоа сега го прави владата, председателот. Тие преговараат за заедничко прифатливо решение што би значило промена на провизорното име што го имаме бивша Југословенска република Македонија. Но употребата на ФИРОМ или на бивша Југословенска република Македонија во овој момент не задира во интересите на граѓаните, затоа што единствено кога одиме во Грција, тие го проверуваат нашиот пасош, но бидејќи не го признаваат условно речено, а проверуваат, поминуваат на проверка, ги удираат печатите на оние листови што е дел од времената спогодба. Значи, постои ли решение која би го заменила ФИРОМ во Обединетите нации, затоа што резолуцијата 1244 говори само за име со кое ќе насловуваат во Обединетите нации. Ние не може да не тргнеме од фактот дека над 130 држави, членки на Обединетите нации, го признале нашето уставно име. Ќе го образложувате ова на некоја, бидејќи сега ако почнам да ве подпрашувам, има тука многу теми. Планирате ова да го образложувате како јавна дебата или на презентацијата? Ние не, на презентацијата не, но ние ќе ги повикаме и мислам дека власта треба да даде тон, да видиме може ли да се изгради консензус. Вие ова што го рековте,
Ако не е прифатливо никаква промена на името, треба да се изгради консензус за тоа и да речеме да, и без да го прашаме народот, ние знаеме дека ова така. Што е она за што може да се преговара? Зашто очигледно дека ние преговараме, затоа што ние не ги прекинавме преговорите. Ние во изминатите години и по ветото во Букуреш од 2008 и по добивањето на Хашката пресуда која покажа дека ние сме обесправени, не дојдовме до решение. Сега мислам дека заради чувствителноста на темата јас имам и разбирање зошто да речеме Груевски и Иванов не излегуваат во јавноста со детали. Но очекувам дека во моментот кога ќе проценат дека треба јавноста да знае, мора најпрви да се постигне консензус. Власт, опозиција, сите оние условно речено opinion makeri, оние кои го создаваат јавното мислење, треба да препознаат дека тоа е здрав компромис, ако таков постои. Следно, прашање, за кој исто така е горлива политичка тема. Ние сакаме да излеземе со една сериозна анализа, да покажеме дека неоправдано имаме исклучително лоши билатерални релации со Софија и со Бугарија. Дека веројатно, ако продолжиме на овој начин, ќе создадеме уште еден потенцијален наш под наводници непријател на патот кон Европската унија и кон НАТО. Не гледаме ние добра причина, правејќи истражување. Во момент кога е на власт партија за која е прогласена за пробугарска. Тоа е уште поинтересно. Пародија на нашата политичка небулоза. Тоа е веројатно, има тука некои рецидиви Илковски од периодот кога бевме дел од Југославија, поврзаноста со сериозен дел од нашата популација, повозрастните, па и ние сме дел од оние кои живеевме младост поминавме во Југославија. Што практично сега во вашата, значи еве изнесовте и добрососедските односи, приоритет ќе бидат односите со Бугарија, затоа што ние сме убедени дека се пречките не со таква природа што треба да ни создаваат непријателства, туку напротив, ние сакаме Бугарија да биде најголемиот или еден од најголемите сојузници на Македонија на патот кон ЕУ и кон НАТО. Сакаме со нив во делот на рамномерниот регионален развој, да искористиме нивната позиција што се членка на Европската унија, да ни помогнат со дел од проектите за регионален развој на границата. Ако погледнете кон Бугарија се токму оние општини кои најмногу страдаат од тоа што говориме, од оселувањето на младите кои немаат работа. Ние мора со нив заеднички да работиме дел од проектите, да повлекуваме дел од европските пари кои постојат врз основа на примерот, да речеме, што го има една Хрватска. Хрватска во последните 4 години направи бум во неколку неразвиени подрачја, гранични подрачја кои се граничат со Унгарија и со Австрија, користејќи ги европските пари. Ние мора да ги видиме тие позитивни искуства и мислам дека ќе се промени перцепцијата и ќе просечниот македонец за искрените намери на Бугарија. Јас, да речеме, не сум од оние, можеби најповикан да говорам што било додека не станав премиер, но имам свој став. Имам свој став, да речеме, за некои потези кои владата на ВМРО ДПМН предводена од Ѓорѓевски ги направи добри. Кога го реши проблемот што го имавме со Бугарија во 99-та, како го надмина јазичниот спор. Но од друга страна, факт е дека во нашето општество преовладува стравувањето дека не се искрени намерите на Софија. Дали е тоа заради настапот на Каракачанов или на Димитров или некои други кои рецидивите од минатото, фалсификување на историја и така натаму, има многу работи кои треба да се Јас и разговора, да не ги отвараме сега. Јас разговора, бидејќи ние сакаме да ги заштитиме интереси на граѓаните. Јас разговарав и со дел од нашите сограѓани кои се чувствуваат дека се бугари по потекло. Не само оние кои имаат земено пасоши или лични карти. Господин Бучковски, ова ме интересира. Граѓанското движење, Националната алијанса за позитивна Македонија. Кои се вашите активности? Еве, во изминатите месец дена
скениравте и така натаму. Што сега следно се случува? Значи разговаравме со стотици, сега, што разговаравме со стотици луѓе кои сакаме најпрвен да ги поканиме. Дел од луѓето заслужуваат да ги поканиме да ни се придружат. Добро, окей. Ама да ни се придружат и веднаш да се зафатат со работа. Да речеме дел од колегите, социолози кои треба да работат, статистичари да ни помогнат за еден од проектите за кои го говоревме. Во делот на демографските показатели и црната слика која излага пред нас. Во делот на аграрот ангажирани се неколку професори од земјоделскиот факултет, но неколку и практичари, зашто предноста заради тоа што е тука Јорданов, тој има сериозни своји активности и во аграрот, каде што ги користиме искуствата и од теренот, практичните искуства. Значи, правејќи ги тие тимови, моја проценка е дека оваа декларација која носев овде, која дотеруваме сега, ја подготвуваме за промоција, ќе биде готова до 15 јуни. Добро. Значи, од 15 јуни настапуваме со промоција на тоа кои сме, зошто сме, што сакаме да правиме и до почетокот на периодот на летните одмори, тоа е до јули, не останува голем период, но сакаме најмалку 3 или 4 канцеларии да отвориме низ Македонија, каде што отварањето на канцелариите ќе биде со дебата и со промоција на проекти кои сметаме дека ќе бидат актуелни. Да речеме, ако отидеме во Кавадарци, се милувам да говорам за Кавадарци, зашто веќе таму имаме и сериозна поддршка. Мислам дека во овој момент имаме над 1000 приврзаници кои едва и чекаат да се развие знамето на граѓанската алијанса. Таму ќе говориме не само за лозарството, таму гледаме дека Кавадарци станува еден од водечките индустријски центри, ќе говориме на тема економија, развој на економијата, како може да од Кавадарци, ако во Тиквешијата имаме позитивни примери, тие позитивни примери од неколку успешни домашни компании да бидат предизвик за владата, да даде исти бенефиции како што дава на странските инвеститори и зошто да немаат под исти услови нашите домашни инвеститори можност да отворат исто така илјадници работни места, каде што во овој момент гледаме дека има... Тоа не е лошо, ако веќе на странски инвеститор, да речеме да се даде една рамка од 200 вработувања, економски зони, почна да се стимулират и домашните компании, но има неколку сериозни компании, затоа ги изборев се во Кавадарци, што може да бидат позитивен пример и за најголемиот индустријски центар, тоа е Скопје. Понатаму, јас очекувам, некој шпекулираше што би било, кога би биле изборите порано од оние првични промоции. Значи, ние ќе се подготвуваме за варијанта да има избори до крајот на годината. Не бегаме од тоа. Значи, разговарав јас и со други потенцијални поддржувачи на ваквото наше действување. Да речеме, звездата на последните локални избори беше Стефчо Јакимовски. Јас имав на неколку пати отворен разговор со Стефчо Јакимовски какви се неговите политички амбиции, затоа што тој ми рече: "Владо, јас веќе на Бихачка не се враќам." Значи, јас респектирам, затоа сме ние и либерални, затоа сакаме да воведеме еден поинаков политички вокабулар меѓу нас. Ако ти побараш дека ти треба време да размислиш, ти си добре дојден и како Стефчо Јакимовски, и како Стефчо Јакимовски председател на некоја нова политичка опција, затоа што ние сега во центарот ќе се бориме реално за една групација сериозна на неопределени гласачи, но дел од оние кои на последните избори гласа за дел од независните кандидати. Значи, разговараме и со другите независни кандидати, со сите оние кои сметаме дека во својот регион значат нешто и можат да придонесат за дисеминирање, за ширење на оваа позитивна енергија што ќе носи граѓанската алијанса за позитивна Македонија. Ви благодарам на ова исцрпно објаснување, ви посакувам успех и секако дека и ние јавноста со интерес ќе следиме како ќе се одвиваат работите понатака. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно.